Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание на Јаде Бурек на Сител 3 и ви посакувам пријатна вечер. Вечерва имаме гостин, директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, Радко Капушевски. Господине Радко, добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, Јанко. Ти благодарам што ме повика повторно да бидам гостин од твојата респектирана емисија, овој пат на нов медиум. Се надевам дека ќе бидеме занимливи да го задржиме фокусот на гледачите кон нас. Се надевам дека имаме занимливи теми за дискусија вечерва. Те растргнаа на сите страни, двајте домакнав овдека, многу си популарен и интересен. Не, се шегувам, гледам на медиумите се им е доста интересно да те повикаат на разговор и така натаму и тоа не е чудо. Нормално е бидејќи спортскиот центар Борис Трајковски, откако се направи, вие го раководите последниве години и постигнува прилично успех. Еве, неколку години сте веќе на таа раководна позиција. Како сте? За една непрофитна организација и така натаму. Најнапред би сакал да упатам благодарност кон владата која ми ја даде довербата и целото раководство на владата, кое што бидејќи толку време да поминам таму и да ги реализирам сите тие идеи, сите оние проекти кои се спроведуваат од страна на владата преку мене во спортскиот центар Борис Трајковски, се занимливи и се привлечни кон граѓаните. Секогаш при пласман на одреден проект кој е од иновативен карактер гледаме да го пласираме тоа на начин кој ќе биде достапен до сите и го работиме сето тоа претпазливо за да биде од корист до сите граѓани. Така што сметам дека спортскиот центар Борис Трајковски со сите објекти кои се наоѓаат во него, а има 15 спортски содржини занимливи за секој член од семејството, представува една успешна капитална инвестиција од низат успешни капитални инвестиции реализирани од страната на владата, така што да почнеме од почеток. Салата Борис Трајковски беше изградена во 2008 година. Се брзаше незината изградба, се со цел да се реализира Европското првенство ракомет. Стигнавме во тој период, настанот помина во феноменално издание, меѓународните асоциации го оценија со највисоки критериуми и бодови настанот кој што беше реализиран во Република Македонија и врз основа на истото до ден денес има низ за респектирани настани од меѓународен карактер кои се реализирани во спортскиот центар Борис Трајковски, каде носечки столб е арената Борис Трајковски и помошната спортска сала кои беа изградени во 2008 година. Преку докапитализацијата, благодарение на волјата на владата, се развие овој спортски комплекс. Беше во 2010 година ребрендиран од сала Борис Трајковски во спортски центар Борис Трајковски, каде што беа отворени сите оние дополнителни содржини кои што се на располагање секојдневно во комерцијална употреба до сите граѓани. Отворена беше со ребрендирањето Куглана, каде што благодарение на Кугларската федерација има возможливи услови да реализираат светски куп во куглање, Лига на шампиони во куглање од меѓународен карактер, настаните сите беа пренесувани преку мега каналот Евроспорт. Исто така и тоа беше оценето со високи критериуми, потоа покрај кугланата беше... Стварно идеше на Евроспорт? Не сум знал, го немам тој податок. Токму така, малце ти како стиходорба вака прилично си подготвен, ја малку сакам ти го лабам, ти го раскршам муабетот. Не знаев за овој податок, ова е доста интересно. Куглањето како спорт не е многу нема голема традиција кај нас во Република Македонија. Нема традиција. Зошто така перцепирате? Мал број луѓе ги привлекува овој спорт. Не е секојдневен, не е толку фаворизиран како ракометот, кошарката или фудбалот. Но тоа сето се должи заради непостоењето на инфраструктурата, Јанко. Да, освен Мусандра доле во трговскиот центар, тој беше единствен, ама доста долго траеше, тој околу денес постои. Тој колку е 4-5 децении веќе во функција. Токму така, точно, не знам. Но интересна работа, например, кај нас, вложивте многу во таа инфраструктура. Интересно, секогаш сте на еден баланс помеѓу потребите за професионална надградба, бидејќи народов стално, ајде да кажам, нарапна хистерија. Како ќе постапи, каков успех ќе има репрезентацијата, каков успех ќе имаме на меѓународно поле, не баре животот не зависи од тоа и моралот и етиката во
земјата од тоа каков ќе настапиме. Од друга страна, мене што ми смета лично е, например, зошто тоа не се омасовува како рекреација. Например, кога ќе видиш некој, не знам, европски, американски, странски филми и така натаму, една семејна традиција е да се отиде на куглање, например, на такви спортови каде што се рекреираат луѓето. Не морам ја да се занимавам или да сум не знам каков познавач, збориме за куглањето. Се во ова можеме да го ставиме за многу спортови каде што масовноста и рекреативноста може да биде па и сама по себе поттик за подобри перформанси. Така ќе излезат и многу луѓе кои не знаат ни дека имаат воопшто талент и така натаму и така натаму. И ја мислам дека сме малце една стисната средина како луѓе да не го користиме тоа во смисла да за рекреација, за забава. Спортот не мора да биде толку сериозен, тој треба да биде навистина антистрес, да биде малку, избор на забава и така натаму. Ти си млад човек, го чувствуваш ли тоа така или повеќе е притисокот да се даваат перформанси, да се даваат, не знам, такви меѓународни успеси и слично? Не знам, како ти е, предпоставувам, имаш некој концепт како сакаш ова да го развиваш? Токму така, ти благодарам. При оваа твоја куса експликација го презентираше нашето 3-годишно работење и целосната политика која се спроведува од страна на владата за спортот, во сферата на спортот. Преку поставувањето, значи, најбитно беше да се постави инфраструктурата, бидејќи бевме во дефицит со спортски објекти и со спортски јавни добра. Овие комплекси се благодарни за луѓето. Значи не може да нема ни еден аспект кој придонесува некоја негативна перцепција со постоењето на овие објекти. Зошто? Бидејќи пред се служат за рекреација, како што кажуваш, за забава, за навивање, за бодрење репрезентациите, за професионален спорт. Но да почнеме од почеток. При првата етапа, при поставувањето на инфраструктурата, ние секогаш гледавме да ги задоволиме меѓународните стандарди и критериуми за реализација на меѓународни шампионати, бидејќи тоа не ни постоеше во Македонија. Тоа успеавме да го поставиме преку изградбата на овие капитални инвестиции. По нивната изградба гледавме да ги промовираме и да ги доближиме до граѓаните. Конкретно, доколку направиме на куса компарација преку кугланата во спортскиот центар Борис Трајковски и во Мусандра. Мусандра беше отворена само за спортските клубови. Спортски клубови се мал број во Република Македонија во сферата на куглањето. И како тие ќе се развијат, доколку не се отвори едно место каде што ќе биде база за развој на нови кадри. Ние покрај професионалната дејност која обавуваме во сите објекти во спортскиот центар Борис Трајковски за професионалните клубови, во одредени термини сме достапни и за рекреација кон граѓаните. Како имавме цел да ги разработиме овие објекти? Значи, денеска имаме фреквенција од 2000 до 3000 граѓани кои ги користат сите добра од спортскиот центар Борис Трајковски во комерцијална употреба. Тоа ви е малце или е многу? Не знам, каква е перцепцијата? Според мене е доволна бројка и е поттик да се продолжи да се работи понатаму, бидејќи оваа бројка е со интензитет за пораст преку пласманот на онаа нова докапитализација која спремаме со отварањето на нови спортски објекти во рамките на комплексот. Се извинувам што ви влегов во збор, да искажете се, но кога ја спомнавте цифрата, морав да ве подпрашам, нели? Постепено бројката почна да расте и секогаш е со интензитет за пораст. Има ли простор тоа да се шири? Бидејќи, знаете што, јас сакам тоа многу масовно да биде. Јас сакам тој паркинг да го видам полн со автомобили, луѓе да доаѓаат да се рекреираат, кој на бокс, кој на ракме, кој кошарка, деца и така натаму. Тоа има, знам дека има, но што се плановите, колку тоа можеме да го омасовиме, бидејќи ваков центар во Македонија немало, ова е на светско ниво. И не има нас доволно шетани да видиме по светот што треба. Ние навистина немаме инфраструктура и убаво кажавте. Прво беше да се постави инфраструктура, така е. Но доцниме многу. Да се пласира кон крајниот корисник, односно граѓаните и нивните најмлади, односно децата. По отварањето на овие, да се доврзам до втората етапа од каде што почнав, по реализацијата на објектите поставивме една стратегија да низ призма на забава ги доближиме објектите до граѓаните. Секој објект во спортскиот центар Борис Трајковски има и кафе-бар. Ние сме нација и имаме младина која што повеќе сака да го поминува своето слободно време во кафе-баровите.
Јас сум дел од таа генерација и знам како е, но Јас сум уште дел од таа генерација. Се соживувам со мојата генерација и знам дека преку еден кафе муавет, народно кажано, а од љубопитност секој ќе биде во контакт со спортот. Така што преку кафе баровите во состав на објектите успеавме да ги натераме сите да пробаат дел од нашите спортски услуги и денес да ја постигнеме оваа фреквентност која ја достигнавме. Во различни квартали од годината секој објект е различно популарен. Конкретно пинг-понг клубот е 12 месеци работи во полна пареја со голема фреквенција. Кугланата за време на летната сезона само не функционира да посетуваат стотици граѓани дневно. Базенот конкретно има поголема посетеност за време на летната сезона, но не се занемарува и бројката која што ја имаме за време на зимската сезона, бидејќи ги пласираме сите оние неопходни услови кои што се за користење на објектот за зимскиот период. Нормално лизгалиштето се користи во зимскиот период, картинг патеката во летниот период повеќе. Така што секој објект е различно прифатен согласно временските услови. Покрај овие кафе барови кои што успеа да ги привлечат граѓаните и децата, клучна беше и услугата која што ја нудиме. Децата во кафе барови? Не децата во кафе барови, тоа е она генерација на средношколци и студенти која што масовно не посетува секојдневно, а благодарение на квалитетот на објектот и услугата која што не постоеше до сега. Знам, таму има кафе барови со игротека за деца и така натаму. Некако е вклопено и инкорпорирано во рамките на самиот центар. Целиот концепт беше проектиран да направиме место каде што секој член од семејството ќе си најде свое катче да го поминува своето време. Но покрај проекциите за комплексот денеска да изгледа така, неопходно беше и професионалната услуга која ја нудиме. Значи во секој од објектите има стручно обучена личност, професионалец кој што знае да ги воведе граѓаните кон користење на таа услуга. Конкретно имаме вештачка карпа за качување, не можеме ние да оставиме карпата еве постои тука и да нема човек од федерацијата качувачка кој што ќе ги воведе кон овој спорт. Конкретно во сите објекти е така. Понатаму клучна беше и цената. Цената која што ја пласиравме е достапна за секој џеп на граѓаните во Република Македонија. Затоа и ја имаме посетеноста денеска во бројка од 2000 до 3000 граѓани. И докаде може да иде таа бројка? Таа бројка сметам дека може барем да подигнеме уште 1000 граѓани дневно не посетуваат. Јас ги одобрувам изградбата на сите трговски центри, на овие нови инвестиции, на бутици кои се реализираат во изминативе години во Република Македонија, но секој од граѓаните мора да најде 3 пати во неделата време да го помине за рекреација или за професионален спорт и да го балансира своето здравје, да придонесува кон своето здравје. Спортот е неопходен за секоја личност. Така што денес не посетуваат 2000 до 3000 граѓани, Јанко, од причина што спортот денеска не важи само за професионалните спортисти. Значи, порано постоеше една рекреацијата беше малска работа. Дека спортот е само за талентираните, спортот е само за оние кои се бават од раното детство со спортот и има талент да навиваме за нив, а ние што сме во трибините не треба да користиме спортот. Денеска ја променевме идеологијата на тој концепт и денес спортот е достапен за сите преку сите објекти реализирани. Особено тоа кога се работи за спортски објекти. Ние се рекреиравме и народов се рекреираше, но тоа беше стрит. Значи, ако е кошарка, на улица, ако е фудбал, на улица. Значи, никако користење на спортски објекти во спортско-рекреативни цели. Овдека, сепак е навистина предизвик да земеш да, не знам, пливаш, куглаш, играш кошарка, тренираш бокс во услови кои се блиску или скоро на професионално ниво, па навистина да се почувствуваш кој си и што си. И затоа мене ми е многу драго. Ја ве викам во емисијата не само еве да го фалиме самиот спортски центар и така натаму, туку е самата идеја е многу поволна и ова би требало да биде поттик во државата, бидејќи вакви центри сметам дека општините можат да создаваат на микро
нивна територија. Например, владата гради сега многу спортски сали низ Македонија. Тие сали сами по себе не се доволни. Можат многу работи да помогнат, но еве Борис Трајковски што конкретно покажа и докажа дека една сала која може да биде наменета за кошарка и може да биде адаптирана за X работи, но и да инкорпорира повеќе спортови во придружните простории или околу самиот спортски објект и со тоа да ја зголемува масовноста, да ја зголемува популарноста. Тоа е многу добар концепт. Тоа не е нешто што ние сме го измислиле сега топла вода. Во светот се покажал како многу секаде на светот и јас искрено сметам дека греота била на некој начин што ваков објект сега не постоел. Како сакатени сме биле просто. Денес представува гордост на Република Македонија, бидејќи сите оние спортисти кои ќе дојдат од другите држави кажуваат дека сликата за Република Македонија е целосно сменета во времето порано кога доаѓале да се такмичат со нашите репрезентации. И јас тоа го прифаќам како комплимент искрено и кажувам дека работите веќе со сериозен прогрес одат нагоре, не само во спортот, туку во полето на секоја општествена сфера во Република Македонија. Токму така како што кажа ти, тоа не го измисливме ние, тоа постои на секаде низ светот, само што штета е што во 2008 година, 2006 година почна кај нас да се развива. Но што е тоа е, мораме да почнеме кога тогаш да ги пласираме сите неопходни општествени јавни добра кои што служат на секој главен град, што постепено кај нас во градот Скопје се реализираат. Но да се вратиме во Борис Трајковски. Овој спортски комплекс по неговата изградба докажа и покажа дека е неопходен и е потребен на градот. Но што понатаму, како што кажуваш, за да биде тој паркинг препон, паркингот е проектиран за да задоволи 7.000 граѓани кои ќе дојдат на утакмица, но не знам од кога не посетил во спортскиот центар. Редовно сум таму. Така. На некои објекти, не е важно кој. Добро? Токму така. Се надам дека пливаш уште, не сум те забележал, но за тоа и те прашав. Тешко е мене вака да ме забележиш. Елегантен сум премногу, како делфина, па не ме приметуваат. Драго ми е. Се надевам, че прошата ми ќе бидам повнимателен, па би сакал да те забележам. Се шалам. По изградбата рековме како да ја зголемиме фреквенцијата и масовноста, како да поставиме бази за овие објекти да бидат посетени и од најмалите и да бидат повеќе искористени. Отворивме школи во областа на сите спортови минатата година. Денеска во спортскиот центар Борис Трајковски има 15 школи во нашата спортска академија кои се директно под наш менеджмент во состав на објектот. Букирани се најреспектираните и најафирмираните спортисти на маркетот кои што ги имаме во Република Македонија, кои што зад себе имаат олимпијади и нивни помошници се лица од факултетот за физичка култура. Денес имаме школа за пливање, школа за ватреполо, школа за бокс, школа за кикбокс, имаме школа за уметничко лизгање, школа за хокеј, куларска школа, школа за пинг-понг, имаме школа за ракомет, имаме школа за кошарка, школа за одбојка. Сега од летово планираме заедно со Агенцијата за млади спорт да го популаризираме и бадминтонот. Во фаза на изградени се 4 тениски игралишта со кои што ќе бидат реализирани оваа летна сезона и ќе биде отворена и тениска школа. По-атрактивно и досега што не постоело кај нас, а од месец септември ќе биде достапно до граѓаните, овој спорт е поатрактивен за дечињата на порана возраст од 4 до 6 години, тоа е акробатскиот рок-н-рол. И отворивме и сала за ритмичка гимнастика во состав на комплексот, кој што ја користат пред се за девојчиња се овие спортови. Врати се, ја ќе те морам да те пресечам. Што е каков рок-н-рол? Акробатски рок-н-рол. Што е тоа? Па тоа е блиску е како спорт до гимнастиката, нешто да им посочиме на градачите. Како современите танци и оние играње двојки, парови, па со рок-н-рол елементи или? Значи една компилација на елементи од уметничко лизгање, балет, она што мажоретки. Кај ви дојде оваа идеја, на пример, не знам, еве.
Тоа до сега не постоеше во Македонија. И Добро, постои ли во светов? Не, сигурно не го измислуваме. Во светот, сигурно не го измислуваме. Ние секогаш гледаме да бидеме инвентивни во тоа што го работиме и за таа цел. Доста интересно. За таа цел. Штета што немам некоја снимка да видам нешто како изгледа тоа. Тоа почна да функционира? Тоа почнува од месец септември, така. По неговата реализација ќе направиме куси кадри и ќе го промовираме до гледачите. Баш ќе биде интересно да го видам. Јас се извинувам, еве нели изборевме за школите, дојдовме до таа школа, рековте и за ритмичка гимнастика во рамките на центарот. Така, до тука застанавме, да продолжите, добро? До таму застанавме, па тоа е асортиманот на школи кои што моментално ги нудиме. Понатаму, значи тоа беше една стратегија како и што на годишно ниво да направиме за да бидеме актуелни и да ги привлечеме граѓаните, бидејќи по изградбата бевме актуелни со тоа што до сега не постоја објектите и граѓаните не посетуваа, но моравме да направиме нешто ново за да ги продуцираме оние бази каде што младите кадри ќе се развиваат и дел од истите еден ден ќе бидат дел од репрезентациите во спортовите, а дел ќе им придонесеме кон благодарна рекреација и за целосен телесен развој во правилна насока на најдрагите како што е потребно и секаде ни светот се практикува и не тоа ние го измисливме. Се сеќавам, јас во моето рано детство немаше многу услови за спорт. Моите ме носеа на тенис, ме носеа на кошарка, но немаше многу објекти каде може да се реализира тој тренажен процес. Сеќавам, постоеше клубот Фалко, клубот Југ. Тоа беа тениски игралишта, тениски клубови кои што не беа ни достапни за секој џеп. Тоа што владата го прави со изградбата на овие 100 тениски игралишта е популаризација на овој спорт и омасовување на овој спорт, да може секој да биде во контакт со тој спорт. Ова што се прави со изградбата на спортските сали е придонес кон неселективност на тренерите, кон земање на одредено дете, што е небитно чиво е и кои се неговите родители за тоа да биде дел од тој тренажен процес и да има услови да се развива и како спортист или како рекреативец. Таа идеологија комплетно е сменета во спортот, а во однос на професионалноста сведоци сме на големите успеси кои што се реализираа во изминатите неколку години. Некој ќе каже тоа не е благодарение на инфраструктурата, некој ќе каже благодарение на инфраструктурата е, но има една стара поговорка која што вели цело е кога има се. Па добро, знаеш, господин Радко, се работи и за вкусови. Не, од една страна некој сака турлитава, некој сака чисти јадење. Бидејќи ја разбирам дека концепт е, колку ве сватив, концепт е што е можно повеќе спортови во рамки на можностите на инфраструктурата на Борис Трајковски да се вклучат. Нели тоа на пример не го разводнува можеби процесот на фокусирање за развивање на одредени, за потекнување на одредени спортови кои би можеле да бидат помасовни и така натаму. Тој може би еве вака размислување нема. На владата беше да постави инфраструктурата. Тоа никогаш не може да се реализира во целост. Секогаш ќе има потреба да се надградува и да се проширува инфраструктурата. Но основата ја имаме и повеќе од потребната. Така што сега по поставувањето на инфраструктурата е нивното одржување. Како што и вие сами кажавте, сега се наред општините да придонесат кон омасовување на спортовите, бидејќи самата локална самоуправа има надлежност за училиштата. Зошто да они сега да не настапат, бидејќи е нивното време и во наредните 4 години сметам дека нивен основен фокус покрај основната инфраструктура за граѓаните ќе треба да биде и спортот, да овозможат спорт и рекреација за секое дете преку овие школи кои што треба да се омасовуваат во сите основни училишта. Ќе треба деценија да помине да ги видиме првите бенефити од ова, не? Мислам дека не треба децении да поминат, мислам дека основата постои и сега е потребно само една волја и преку сите кадри кои се дел од образовните институции ќе може истото да се реализира. Иако гледам дека навистина кога се однесува до школите, навистина има посетени се, дали е тоа за пливање, дали е тоа за кошарка, прилично е масовно. Доаѓам, ги снимам, ги перцепирам, ме интересираат тие работи лично, што мене интимно, а што и од професионален аспект, бидејќи нели сабота, недела ми се послободни денови, па кога рекреирам, може ми чисто новинарски малце исто и да го исперцепирам. Навистина огромна посетеност, например, приметив многу деца за кошарка се заинтересирани и тоа е
нели, се чувствува и во нашиот спорт и репрезентативен и нели и лига спортот на национално ниво и така натаму. Тие се атрактивни спортови. Пливањето исто така. Иако немаме многу инфраструктура, скоро и да немаме базени на располагање во државата, барем на ниво хигиенски, технички, како што после реконструкцијата е базенот сега. Како што кажавме, основата веќе ја имаме. Ние започнавме еден проект преку заедно со Бирото за образование и со градот Скопје, да веќе цело полугодие секое средно училиште има настава по пливање во базенот Карпош во состав на спортскиот центар Борис Трајковски. Ние веќе масовно придонесуваме кон тоа да се доближува спортот и сето тоа што е направено од инфраструктурата кон младите. Веќе и неколку таленти се откриени од овие часови кои што ги дава. Токму тоа нели што го зборевме. Некои не се ни свесни колку се физички кон тој спорт имаат предиспозиции, нели? Може би по што се вика и по рандом случајност човек ќе се забележи и по мене јас сум добар во ова, јас го сакам ова, нели? Само треба да му се даде шанса бидејќи никој од идеја не почнува да се занимава со нешто освен ако не го проба. Токму тоа го потврдувате. Овој проект го работиме со една има масовна идеја. Значи сите средни училишта во градот да имаат настава по пливање. Преку сите статистики успеваме да задоволуваме секое дете да го посети 2 пати базенот. Има 2 пати месечно пливање, но сепак тоа не е доволно. Затоа јас велам дека преку наставниците во образовниот кои се вклучени во образовните институции, кои се дел од локалната самоуправа, можат активно да придонесат кон давање часови во областа на другите спортови. Минимално што ќе се постигне е секое лице барем да се рекреира и да се придонесе кон неговиот телесен развој да биде во правилна насока. Во втор план се придонесува да биде заштитен од пороците кои хараат низ светот, па и во Република Македонија. Понатаму и срекната околност е да може да се открие талент, што веќе успеавме да го направиме во базенот. Истото ќе се случи во кошарката, доколку се работи. Истото ќе се случи во фудбалот и во одбојката. Само треба да се направи една прецизна идеја, еден план на реализација кој што ќе биде на годишно ниво и да се почитува сето она што е. Чисто неколку практични прашања. Центарот не е достапен секому и често пати мора да се користат превози. Постојат и други сали. Во секоја општина постои сала каде што може различен асортиман на да се придонесе. Зборам за базенот. Договоривте сите средни училишта во Скопје да го користат. А гледам дека ги користат и факултетите од другите градови од Македонија, особено доаѓаат од Тетово и така натаму, го користат базенот за испитни и така натаму. Сум присуствувал повеќе такви сесии каде што нели конкретно имаат час по физичко и така натаму и прилично е окупиран. За жал можам да им кажам на граѓаните дека многу малку простор остана 2-3 сати во денот само дека може за рекреативно спортување да се користи базенот, бидејќи веќе пребукира. 6 часа е достапно. Не, од 12 до 16 часот е единствено преку ден. Бидејќи до 12 часот го користат средните училишта, од 16 часот го користат, тоа ја лично го знам, од 16 часот, што значи не можеш од 12, реално е 2 часа за рекреација се користи. Значи од 12 до 16 часот е достапен базенот за рекреација, од 16 до 17 работиме со клубови, лицата со посебни потреби, да задоволиме оваа категорија на граѓани, бидејќи на секаде ни светот се практикува тоа, па не го измисливме ние ова, но сепак почна да се реализира и голем број на лица се вклучени во овој курс кој што го нудиме. Се тоа се работи бесплатно. Секое лице кое со одреден деформитет и хендикеп може да дојде и да не посети да биде дел од овој курс. Целта на овој курс е да се едуцираат и родителите и децата и понатаму истите родителите сами да го работат истото со децата, бидејќи придонесува кон минималното што ќе го придонесе кон позитивна енергија и кон разведрување на личностите, а најдоброто е да се надмине тој деформитет. Веќе имаме едно лице кое што во целост го надмина деформитетот. Благодарејќи на користењето на курсот на сите лица кои се вклучени во
оваа обука и искрено јавно би сакал да упатам ова благодарност до истите и да апелирам да продолжат со истото темпо на работа и во понатомошниот период, бидејќи овој проект е благодарен и е во корист на овие лица за кои што нема многу активности. А понатаму од 17 часот до 20 часот се пливачките школи, од 20 до 21 се е ватерполото и базенот е достапен за граѓаните во комерцијална употреба од 22 до 12 часота во летниот временски период до 1 часот по полноќ. Максимално колку што можевме го искористивме просторот за да бидеме и во комерцијална употреба, но требаше да се задоволат и сите категории. Не, добро, имаат интерес од базенот. Апсолутно. Значи, ако сакаат да го користат базенот пред се во на најповолно време, генерално, значи кога е работно време и навечер ретко можат граѓаните, прилично е неповолно, но очигледно е дека е акцентиран користењето на базенот не во рекреативни, туку за школите, за клубовите и така натаму и така натаму, и тоа го почитувам, нели? Иако мене лично не ми одговара, нели? Апсолутно немаш време. Да, пливам у када дома. Затоа, но ова што го правите, например, со лицата за посебни потреби, ја присуствував на една сеанса, на обука на членовите, на вработените стручни лица во Центарот Борис Трајковски, кои добиваа обука стручна како да се третираат тие лица. Тука ми се појави еден сомнеж во не ми се допадна идејата зошто го затворивте малиот базен. Тој центар имаше еден голем базен, кој не е ни олимписки, но е доволен за ватерполо надпревари, и два помали базена кои идеално служат за оваа. Сега само едниот се користи базен, другиот базен, уште помалиот базен, сега е направен токму така за бокс, за сала за бокс, и се намали целиот простор. Не знам зошто тој концепт идевте. Например, ако веќе мораш едниот базен да се намали, зошто не идевте на тој концепт, например, зошто сауната се наоѓа, например, во големиот комплекс Борис Трајковски, а не во рамките, бидејќи логично е ако користиш сауна и користиш нели справи за вежбање и така натаму, базенот да ти е на располагање таму каде што е топлата вода, таму каде што се тушевите. Например, некој ако сака да рекреира, да иде малце во сауна, па потоа на базен, треба да претрчува преку отворен простор. Малку, не знам, предпоставам тоа не е ваша идеја, сепак стручни лица тоа го изработувале тој план, но некако сауните се дел од фитнес и аеробик центарот кој што е во состав на комплексот. И нели е логично да фитнесот биде врзан со базенот? Но сепак стануваше збор за објекта стар 35 години, каде што не беше променета, ниту една шајка не беше сменета. Не, знам, добро, реконструкцијата е навистина немавме услови да го надградиме објектот, бидејќи тоа беа посебни процедури, значи одевме ние на реконструкција и на модернизација на постоечкиот базен Карпош, за така што конструкцијата е иста и се што променивме беше само што се затвори тој мал базен, и тоа беше идеја се со цел да се отвори првата сала за бокс во Скопје, бидејќи зошто не можевте во големиот центар, во големата сала, во рамките на големата сала, каде што е и фитнес? Нели е логично идеш на фитнес, па бокс и така натаму, веќе кога и сауната тука. Максимално гледавме да се искористи просторот, да се постават рингови во арената Борис Трајковски, каде ќе игра Металург, каде ќе игра МЗТ Јадранска лига, каде па нели е логиката тука, каде ќе тренираат младите дечиња од сите овие школи кои што ги набројав. Така што арената Борис Трајковски ги задоволува критериумите за меѓународни такмичења од сферата на боксот и кикбоксот. Заради истото имавме и реализација на светско првенство во кикбокс во арената Борис Трајковски минатата година. Оваа сала е од рекреативен карактер и служи за реализација на тренажен процес. Постои, бидејќи не постоеше друг објект од ваков тип. Спортистите од оваа фила ги реализираат своите тренинзи во гаражи. Господин Радко, не ме разбирате. Ја многу логично ме прашам. Ако гледавме само материјални добра, ќе го постоеше малото базенче. Малото има постои пак мало. Не зборам за базенот, еве зборам за бокс салата. Зошто да не е во рамките, нели, ако е веќе тренажниот
процес, а ја имате и можноста за формирање. Нема простори. Готово. Па токму така е. Токму тоа ве прашувам. Ги немам тие податоци, затоа и ве прашувам. Максимално е искористен секој. Нели се чувствува таа потреба да има некакво поврзување на таа целина, бидејќи гледајте, сепак се работи за спорт. Некогаш е надвор 40, некогаш е минус 15, има таму и за рекреација, и млади, и стари, и така натаму. И треба да се користи некогаш од тренажен процес кон базен и обратно виц верца. Нели постои некаков план? Јас знам дека е поставена инфраструктурата и дека едва преживувате, ќе дојдеме и до тоа, до финансискиот момент сега, но да дојде до некакво поврзување, буквално физичко, дали премостување и така натаму, да се спојат двата објекта, да имаат едноставно комуникација, да не биде тоа отворен простор. Дали ме разбирате за што збор? Дали размислувате, има размислување на оваа тема? Дали ме разбирате што ме прашувам? Ве разбирам, Јанко, што сакате да ме прашате. Нормално дека архитектонски и од градежен аспект може да се реализира истото, но тоа според мене би било благодарно, но сепак би биле залудно потрошени средства и сметам дека истите може да се искористат за отварање на нови игралишта, на асфалтирање на нови улици и слично. Значи, станува збор за еден мост, кој што ќе треба да ги поврзе двата објекта, ќе треба да биде во форма на надвожњак, бидејќи под истото би имало улица, така што би бил сериозен градежен зафат и би чинело пари. Се би чинело пари. Сепак сите што доаѓаат во спортскиот центар Борис Трајковски се способни да поминат од едно до друго место. Ве разбирам која ви идејата, тоа би било совршенство, но базенот постоеше 35 години порано. А ја ви велам, да тежнееме кон совршенство, а не да се задоволуваме со ова. Супер и доволно. Ние стварно треба да тежнееме кон совршенство. Нам ни фалат вакви објекти. Ова не го зборам како критика кон вас. Ја генерално сакам да нафрлам идеја, нели? Можеби јас сум аматер, нели? Нека размислуваат други. Можеби ќе дојде друг период кога навистина ќе се исплати. Зошто? Има хотел во близина, има врвни спортисти доаѓаат. Сето тоа можеби утре и ќе биде исплатливо. Каде што е спортскиот центар Борис Трајковски, го имаше само базенот, каде што се фрлаше хлор со лопата и младите тренираа. Јас лично бев дел од пливачката школа како мал, каде што се соочив со сериозна инфекција благодарение на третманот на водата на тој начин како што беше. А покрај базенот имаше шут од земјотресот во далечните години кој што го потресе Скопје. Така што при изградбата на салата Борис Трајковски целта беше да Македонија добие едно европско првенство. И етапа по етапа се надградуваше за да биде во кондицијата која што е денес. Апсолутно, и секоја чест за резултатите кои се постигнуваат. Идејата ја поддржувам, но сметам дека не е приоритет и дека истото функционира на начин како што не мора да се нафатиме на тоа. Дали сте задоволни на пример од школата за лизгање, бидејќи генерално вие немате лизгалиште вистинско, не е тоа на мраз, туку е на вештачка подлога што може да се користи во било кое време, дали лето, дали зима и така натаму. Имаше и тренери од Русија и така натаму. Интенцијата беше и младите да се запознаат со тој спорт, па се формираа нели два клуба или еден клуб. Како се развива понатаму оваа идеја? Дали сте задоволни со резултатите? Дали ќе се продолжи во оваа насока, на пример? Како што кажа, секогаш треба да тежнееме кон совршенство, никогаш да не бидеме задоволни од постечкото. Какви се тогаш сегашните резултати? Денеска во состав на зимската школа имаме 250 членови кои активно ги реализираат своите тренажни активности преку лизгалиштето кои ги букиравме, токму така. Браво. Се одлучивме за оваа подлога бидејќи трошоците за незиното одржување се релативно пониски од вистинскиот мраз, но тоа не ни беше приоритет во проекциите, туку ни беше како да го масовиме спортот за да биде повеќе време достапно до граѓаните. Заради тоа што 12 месеци може да се користи овој објект, успеавме да анимираме волку млади и бидејќи уметничкото лизгање почнуваат да го практикуваат дечиња на возраст од 5 години па нагоре и на вистинскиот мраз може да дојде до сериозна повреда и детето да биде понатаму да го гледа објектот и спортот со скептицизам. На оваа подлога не може да дојде до никаква повреда, но не може да очекуваме дека ќе создадеме ние професионален спорт и ќе гледаме меѓународни надпревари.
Значи ние немаме немаме вистинско лизгалиште кое функционира ако не основната негова идеја беше да направи база на дечиња кои ќе бидат дел од уметничкото лизгање и од хокеот, и тоа го постигнавме. Во втор план ние набавка за вистински мраз кој што ќе го масови овој спорт токму така. А каде ќе го ставите тоа? Нова сала ќе градите? Не, ќе биде на постоечкото. 6 месеци ќе се користи вистинскиот мраз, 6 месеци ќе се користи оваа подлога. Како полуотворен објект, така? Објектот е полуотворен, да, и е како дополнителен елемент во состав на спортскиот центар. Значи во тоа да ве разбирам, се извинувам што ви упаѓам во збор многу често. Не ве разбирам, а штом ја не ве разбирам, не ве разбираат ни гледачите. Значи, самиот објект кој што ќе се надградува во вистинско лизгалиште, така? Тоа ми кажавте? Тоа е подлога која што ќе биде 6 месеци, што продуцира вистински мраз, така? А 6 месеци ќе се користи постоечката подлога. Тоа е голема инвестиција. Доколку се дојде значи до професионален спорт каде што клубовите ќе имаат и меѓународни шампионати и надпревари, доколку имаме простор за реализација на одредено европско првенство или светско првенство еден ден, објектот е монтажен и објектот може да се лоцира во арената Борис Трајковски и да биде дел и 6000 граѓани да бидат дел од зимски спорт, односно атракција. А ние, наша обврска е да поставиме инфраструктурата. Во втор план за професионалните спортови, тоа е обврска на федерациите. Ова е голем потек, браво. Кои што се дел од истите во сите постоечки федерации. Така што по поставувањето на инфраструктурата, наша основна цел е анимирање на што повеќе дечиња каде што ќе се создаваат базите, а за професионалниот спорт наша обврска е да ги негуваме постоечките објекти, а федерациите да креираат политиката. Браво, ова е навистина фасцинирачки, ми е доста интересно, нели, бидејќи вакви инфраструктурни зафати се големи, да можеш нешто да стои надвор, па да може да се стави во салата и да биде тоа светски настан и така натаму. Секој спорт денес веќе има различна подлога на која што се реализира надпреварот по сите оние меѓународни. Драго ми е што го има кај нас, господине Радко, тоа сакам да кажам. Нели, не сме како што кажам. Токму тоа го гледаме конечно тоа што можеме да го видиме и кај нас дека се користи и функционира и дека можеме да организираме настапи на врвно ниво. Еве кога сме до тоа, дали имаме во најава, на пример, не знам, организирање европски, светски, регионални некакви кошаркарски, ракометни или слични спортски настани, бидејќи веќе вие ги имате сите можни услови. Салата тоа може да го овозможи и покажа дека може. Токму така, значи секоја федерација аплицира за реализација на европско или светско првенство. Зашо се спремаме сега? Голем дел од федерациите сигурно веќе аплицирале бидејќи располагаат со инфраструктурата за организација од ваков тип. Владата е секогаш подготвена да ги поддржи ваквите настани преку Агенцијата за млади и спорт и основните потреби кои што ги имаат како неопходно за реализација на овие ивенти, ги имаат во целост од страна на државата. Така што светските асоциации, односно светските федерации, кои што се составени од државите членки во тие федерации, меѓу нив избираат каде и кога ќе се организира европско или светско првенство. Така што сега за сега ми се чини во 2000 не е овој конкретен податок, во 2015 година мислам дека се аплицираше за светско првенство во аикидо. Мислам дека тоа веќе го доби федерацијата за организација, но не сум сигурен дали е 2015 или 16 година. А дали клубовите, например, кои имаат веќе настапи па и со меѓународен карактер и така натаму, имаат интерес да тие настани ги од било кој аспект, дали е ракомет, дали е репрезентација, дали е клубски настан, да тоа го прават во Борис Трајковски. Сепак тоа бесплатно не е. Салата нели си има секогаш цена и така натаму и така натаму. Дали сето тоа им е поволно, привлечно, дали ги одбива цената? Какви се вашите искуства до сега тоа? За тоа е проектиран објектот на начин како што е поставена инфраструктурата. Покрај арената Борис Трајковски има и помошна спортска сала за 500 гледачи. Секој надпревар од државните првенства има можност да се реализира во помошната спортска сала, а доколку сите меѓународни надпревари кои
се реализираат и се играат во арената Борис Трајковски. Така што оние клубови кои веќе стигнале до пласман на некој меѓународен шампионат, веќе се поддржани од спонзори и можат да си го дозволат истото. Доколку пак оние кои се во шампионатите, во државните првенства, помошната спортска сала е достапна за секој клуб и преку продажбата на билетите истите можат и да го извадат на преварот кој што го реализираат во салата. За младинските првенства чини 70 евра, доколку за сениорските категории чини 380 евра помошната спортска сала. А има можност да прими 500 гледачи, така што преку продажбата на билетите они секогаш имаат фидбек на средствата кои ги инвестираат за настанот. А сепак, согласно нашата инфраструктура се нудат една афирмираност, нудат сериозност и граѓаните доаѓаат да ги посетуваат. И конечно доаѓаме до клучната работа. Вие сте јавно предпријатие. Ние сме трговско друштво основано од владата, каде што моето постоење преку изјавата за основање на друштвото, објектот е проектиран да се одржува по пат на самофинансирање, односно преку собствените приходи кои ги остварува. Се со цел да денес спортскиот центар е во оваа кондиција како што изгледа. Владата на Република Македонија беше поттик да тоа денеска изгледа во оваа форма преку средствата кои ги инвестираше во основачкиот влог и преку докапитализацијата за отварањето на дополнителните содржини. Многумина од вас бараат да овозможите за едни, за други, за вакви лица, за онакви лица, за средношколци и така натаму. И многу од тоа го правите бесплатно. Многу од тоа го правите едноставно без никаква надокнада или со некаква символична. А предпоставувам дека сите ве перцепираат, вие сте владина институција, јавно предпријатие, па владата нека ги покрива тие трошоци, мора да ги покрива, моето дете е талентирано, нема што и така натаму и така натаму. Владата секогаш не поддржава за реализација на капиталните инвестиции. Дозволете ми. Но кога се работи за никој не ве прашува како земате плата, како земате, бидејќи се само финансирате. Вакви објекти се многу скапи за одржување. Вие имате и голем број вработени, но и трошоците, предпоставувам, осветлување, грејење и така натаму се огромни. Тоа се огромни објекти. Па ми интересира она што никој не ве прашува, сите очекуваат од вас, овозможете, направете и така натаму. Финансиски како обстојувате, како се одржувате? Дали е тој развој одржлив на овој центар или може да доведе до криза? Или имате редовна помош, дотации од владата и така натаму и така натаму? Бидејќи мене ми е јасно дека едноставно трошоците се многу поголеми од што, например, заработувачката или импутот што го добивате на средства од школите, изнајмување и така натаму. Како што кажав, Борис Трајковски е една успешна капитална инвестиција реализирана од владата во форма на општествено јавно добро, кое што беше неговото постоење неопходно и денес е благодарно. По трет пат го повторувам истото во емисијата. Ама не знам што, не разбирам сега идејата, три пати ми го кажувате истото. Тоа знаеме дека владата инвестирала. Јас зборам за одржливоста, така, сами се финансирате. Ми интересира, бидејќи проблемот за преживување на вакви капитални објекти е огромен, тежак, затоа што трошоците се големи. Ја конкретно ве прашувам, успевате ли да се закрпите и многу конкретно, многу човечки? Треба ли помош? Ја добивате ли таа помош? Има ли разбирање од спонзори? Има ли разбирање од други? И така натаму, бидејќи се само финансирате. Токму така. Овој објект е проектиран да се одржува самиот од себе и да ги покрива своите расходи согласно приходите кои што ги остварува. Знам. Дали тоа успеваме? Одлично. Тоа ве прашувам. Благодарение на слухот кој што го има владата за докапитализација на објектот и отварање на нови содржини во рамките на спортскиот комплекс. Денеска салата Борис Трајковски немаше да биде рентабилна и да се одржува само од себе доколку владата не го докапитализираше објектот, односно не инвестираше во изградбата на овие дополнителни содржини кои што ги има комплексот и се во комерцијална употреба за нас и имаат секојдневно кешфлоу. И сега, конкретно и конечно. Аквапаркот.
тој требаше да биде завршен некаде почнат некаде летово, но не се почна со таа градба и па бевте на удар. Се сеќам претходното беше ваше гостување кај мене, токму заради тоа имавте проблем со започнување на изградбата, за добивање на дозвола и така натаму. Направивме позитивен јавен притисок тоа да го дозволи општината, конечно го дозволи, но изградбата не почна, па почна и политички препукувања, ете ветено, неостварено и така натаму и така натаму. Зошто се задоцни, дали ќе се почне, повторно гледам се најавува, каква е состојбата со аквапаркот? Па, тоа сведоци бевме дека опозицијата го злоупотребуваше овој проект кој што беше проектиран да биде во состав на Борис Трајковски, но немаше ниту повод, ниту причина, бидејќи во програмата на ВМРО ДПМН проектот и рокот за неговата изграда беше до 2015 година. Владата одлучи да овој проект се реализира пред временскиот рок, бидејќи можеби и имавме њук на некој начин дека ќе се соочиме со одредени проблеми и обструкции, но сето тоа е минато и се надмина. Точно беше дека бевме подготвени за изградба минатата летна сезона, односно пролет, и објектот да се стигне да биде за отворен минатата летна сезона, но заради процесот на носење на деталниот урбанистички план бевме оспорени во истото и сето тоа денес е само една мината приказна и на терен веќе се работи со полна парија, со полни Каде се прави? Аквапаркот е лоциран на северната страна од спортскиот центар, поточно спроти помошната спортска сала, веднаш до хотелот Александар Палас, покрај кеот на реката Вардар. Голем дел од граѓаните не знаеа каде точно ќе биде лоциран, бидејќи очекува дека парцелата на Илинденска каде што треба да се гради трговскиот центар Меркатор. Па мислеа таму дека ќе биде таму и сега имаше голем дел на негативни критики и позитивни критики во насока дека ваков објект е потребен на градот. Добро е што конечно метрополата ќе го добие, односно градот Скопје, но како сега на сред Илинденска некој ќе се враќа од работа, граѓаните ќе бидат во костими за капење и дел од топоганите. Затоа и не идевте на тоа да го направите во склопи на базенот, нели беше некако логично, веќе ги имате. Не зашто? Затоа што имате инфраструктурата, тука ви се пумпите. Бидејќи водата од базенот, колку што вие ми објаснивте, таа се вади, тоа се подземни води филтрирани така натаму и нели беше логично тие пумпи да бидат искористени за планиравме, Јанко, добро? Да се реализира овој објект веднаш до базенот, односно да се упфати терасата на базенот и парцелата каде што сега се градат 4 тениски игралишта. Но видовме согласно квадратурата која што имаме на располагање од 7000 метри квадратни дека е мала за објект од ваков тип и немаше простор да се вметат сите оние светски атрактивни содржини кои се дел од поголемите аквапаркови ширум светот и да бидат дел од нашиот проект. За таа цел баравме промена на тој детален урбанистички план да биде веднаш противпомошната спортска сала која што денес се гради во полна парија на парцела од 12.000 метри квадратни, каде што се проектирани 10 атрактивни топогани, базен со бранови, базен за дечиња до 6 години, она позната мрзлива река, административна зграда каде што ќе бидат лоцирани кафе, баровите. Ќе ги прикажеме деновиве и проектите. Проектите веќе постојат во 3D, ако не се лажам. Има 3D анимација која Штета што не ја донесовме денеска да ја презентираме. Не се. На YouTube можат граѓаните да го видат проектот. Па лошо би било, не идат сите на YouTube, но можам ја малку подоцна кој ќе направиме паузата, ќе им го прикажам на гледачите. Дали тоа ќе значи повторно бушење, ќе ги користите постојните пумпи или ќе создавате нови за излекување на вода? Пошто претпоставувам таа квалитетна вода исто така што е подземна вода, што ја користите и за базенот, ќе ја користите и за аквапаркот. Не станува збор за дополнителни позиции при изградбата на новата локација, но тоа беше се со цел да се пласира овој проект со сите оние светски стандарди кои што кога веќе се прави, треба да се направи како што треба. Значи нови ќе правите, комплетна нова инфраструктура. Комплетна нова инфраструктура за овој објект, кој што ќе се биде целосно енергетски ефикасен, исто како и базенот и ќе проектиране согласно бизнис плановите да работи рентабилно. Апсолутно. Согласно и песимистичката проекција на бизнис планот ќе работи овој објект рентабилно, а инвестицијата ќе има поврат за 6 до 10 години. Колкава има оваа инвестиција?
Планиран беше за помалата парцела во висина од 3 милиони евра, но заради зголеменоста на квадратурата и позициите, објектот ќе чини 4,2 милиони, односно 4 милиони и 200 илјади евра. Средствата се обезбедени од страната на владата, преку форма на докапитализација и зголемување на основачкиот влог на Борис Трајковски, така што со изградбата на овој објект Борис Трајковски се очекува дека ќе биде целосно рентабилен објект, бидејќи атрактивноста ќе биде огромна овој пат. Помала фреквенција имаме Јанков за време на летната сезона, бидејќи никој од граѓаните и спортистите не влегува во затворените објекти. И атрактивни се само картинг патеката и базенот. И сметам дека и сега сме подготвени за летната сезона да работиме со фреквентноста која имаме денес, а исто така може и да биде со пораст. Многу ми е жал ова што го слушам. Имате изворедни објекти, например, фитнес салата е можеби најдобра во Македонија, ако не и на Балканов, едно од најдобрите сали што сум ги видел дефинитивно и по опременост и така натаму. Но ова со изградбата на аквапаркот дефинитивно ќе добиете на атрактивност. Тоа апсолутно се согласувам. Многу граѓани што се вика што не можат од X причини да користат годишен одмор, ова ќе им биде навистина изворедна на располагање. Таа е една од целите за која се реализира овој проект, иако е економска криза и се крати од одредени проекти кои се планирани. Овој проект има повеќе позитивни аспекти според мене, а се надам и дека гледачите ќе ме поддржат со истото. Има поврат на инвестицијата пред се. Покрај тоа ќе биде целосен придонес кон локалниот економски развој и на општината и на градот. Во трета фаза па ќе биде целосен придонес кон најмладите, а поготово на оние деца кои се во најкритичната возраст, кои за време на распустите се во контакт со пороците, кога немаат каде немаат да го користат слободно своето слободно време, ќе можат да го користат во рекреативни објекти, во забавни објекти. Колкав капацитетот ќе биде нови? Има за 1000 граѓани. Планот за оператива ние да се работи во 2 смени со отварање во 11 часот сабајле до 18 часот, да направиме 30 минутна пауза и потоа да отвориме повторно и да бидеме отворени од 18:30 до 1 часот пополнок, така што да има масовна посетеност, да може да дојде секој, ќе бидеме достапни со цените, нема да биде цената како во светските аквапаркови по оние 25-30 евра. Така што сметам дека ќе бидеме посетени во огромна бројка ова лето и ќе ги задоволиме потребите на граѓаните. Оние кои што не можат да отидат нема да бидат во можност да отидат на летен годишен одмор, а за време на викендите очекувам дека и граѓаните од другите градови ќе имаат забавни семејни викенди во спортскиот центар Борис Трајковски. Господин Радко, одлична работа. Пример за позитивно работење и пример за навистина добра инвестиција, добро работење. Ова е она што ни треба. Се надевам повторно ќе се видиме за уште поубави работи. Ти благодарам, Јанко, на поддршката. Како што кажа, неопходен ни беше објектот. Борис Трајковски, како спортскиот центар Борис Трајковски, нема многу спортски комплекси на тлото на европскиот континент. Најблиско има во Германија, каде што се лоцирани повеќе од 15 спортски содржини на едно место. Ние со изградбата на аквапаркот и тениските изградишта ќе имаме 19 спортски содржини, што не прави лидери во регионот, па и во Европа со инфраструктурата која ја поставивме во спортот. Се надевам дека поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија за кои постоиме не посетиле и нашле место за себе, бидејќи секогаш гледаме да ги задоволиме преценивните потреби. Благодарам. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, одиме со реклами, веднаш потоа ќе продолжиме со стандардниот дел од емисијата. Драги мои, добро вечер. Уште еднаш во стандардниот дел на Јади Бурек го испративме почитуваниот гостин
И продолжуваме со емисијата. Одиме со стандардниот дел, а тоа значи дека ќе погледнеме што донесуваат весниците. Весниците за жал ќе мораат од X причини да не пренесат и на виртуелната мрежа, поточно на YouTube, бидејќи таму има некои работи кои денеска Балканот скандалозно го возбудија. За што се работи? Премиерот на Република Србија, српскиот премиер, му наместија интервју со водителка која не носела гаќи и она му покажала што има меѓу нозете, а он погледнал. Страшна работа, каков еден демократски успех. Што викаат србите, кад крава не би носила гаче, ти дунду видео не би. Што да ви кажам. И нормално на некои вестници веднаш на насловна страна. Еве го на Вест, тоа е едно, еве го и во Вечер, со цензура за таква, на Дачич му наместиле водителка без гаќи. Девојкава е згодна, али каква лопата е у фаца, што да ви кажам. Тоа стварно ќе ја погледнеш меѓу нозе и да си геј, бидејќи стварно у фаца не е за гледање. До овде негде, вака ја гледаш. Ја, извинете, моите естетски назори можеби не се согласуваат со вашите, но мене за еротски момент со жена не ми потребно пола литар ракија и пиво, колку што би требало со некои калаштури, нели? За да можеш. Така да, само трезно. Одиме да видиме што друго има како содржини. Сакате на YouTube ова да ви го прикажам? Да, прикажи ни. Нема. Ако добијам, чекај да видам колку имам лајкови у моментов. Ако имам 1000 лајка, ако имам 1000 лајка, ќе го пуштам. Свари, чекај, која логика? Ако веќе на интернет ми кликаат лајк, ќе отиде и сам на YouTube да го види. Ајде видете си го на YouTube, дај поедеме туџи срам. Место амбасадор во Токио, професор во Штип. Поранешниот директор на Елем одби дипломатска кариера. Во овој момент не размислувам за амбасадорска позиција во Токио, вели поранешниот директор на Електрани на Македонија Владко Чинговски, кој од почетокот на месецов предава на Штипскиот универзитет. Браво, господин Чинговски. Браво. Ете, човекот не сака со дипломатија, сака да се занимава со својата струка. Одлично. Даваме пари за болно дете, а одат за црква. Граѓани реагираат за измамата со стара апел за донации преку мобилен телефон. Не е измама, туку е погрешна информација, али добро. Лавров, Македонија е клучен партнер за стабилизација на Балканот. Министерот Никола Поповски во Русија. Очи хорошо. 2 рунди во 1 месец. Се ближили крајот на овој меч. Нимиц во Њујорк ги сумира резултатите од дискусиите во Атина во Скопје. Драго ми е што им помогнав на вечер за насловната страна со оваа фотографија. Оваа фотографија можеби ќе ви помине така бегло, ова е нели грчки стражар во традиционална грчка облека. За што точно се работи, ќе ви покажам сега. Еве, јас го објавив кај мене на мојот Facebook профил. Го нареков трол левел 10. Ми ја прати оваа фотографија. Дечково, секоја му чест. Еве за што се работи, да ја сибнам за да ви ја покажам како зумирана. Значи, ова се наоѓа, ми се чини, во Атина, нели пред владата или така натаму, не знам каде, почесна стража и типчево наше во мајца на која се гледа етничката карта на Македонија, дојде и се сликаше со
типов. Оваков трол ги полуде некои типови кај нас. Имаше и некои типови кои се обидуваа се ово да кажат дека било фотошоп. Ја ги имам и оригиналните фотографии кои ми беа испратени. Немам намера да ги објавувам. Доволна ми оваа фотографија за да верувам во низината автентичност и морам да признам што со те топ. Што со те топ. Да, има жестоки дискусии на оваа тема, колку што можам да видам, но ако видиме, имаме 955 лајка имам добиено за неколку часа за оваа фотографија и преку 150 шера. Значи, распоредување. Апсолутен хит. Бидејќи, стварно морам да признам, и храброст е, а и стварно идејата е джам. И стварно идејата е джам. Аллах му вера на дечкото за ова што го направи. Океј. Секако, дека вакви работи, ваква политичка борба мене ми се допаѓа со дух, со штос, со финта и така. Океј, продолжуваме понатаму. Може и некого да инспирираме да направи нешто слично. Инаку, оваа фотографија е искористена како илустрација за Нимиц во Њујорк ги сумира резултатите од последните дискусии во Атина и во Скопје. Повик до двете земји за поскоро постигнување на решение. Минатата недела дојде и од генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, бидејќи, како што рече, ова прашање влијае на мирот и стабилноста во регионот веќе предолго време. До крајот на 2013 Катар ги внесува инвестициите во Македонија. $100 милиони за земјоделие, енергетика и туризам. Председателот Иванов и делегацијата од Македонија имаа продуктивна средба со премиерот на Катар, кој на сите министри од владата на Катар им даде јасен сигнал дека до крајот на оваа година во Македонија треба да се реализираат конкретни проекти енергетика, земјоделство и туризам. Очекуваме дека тоа ќе се реализира, изјави министерот за економија Валјон Сарачини. Супругата на председателот Иванов го посети Шафалак, центарот за деца со специјални потреби. А во Доха е и Ивона Талевска, која известува за случувањата тама. Па се надеваме дека сево ова ќе биде прилично исплатливо за Македонија конечно да видиме. Се надам дека ќе го домакнам председателот во емисија, па нека објасни и тој самиот. Интервју со индискиот мултимилиардер Субрата Рој. Холивуд и Боливуд ќе ги донесеме во Македонија. Of course, we would like it very much to come into Ohrid, because Ohrid is very nice to us. Веќе им реков на моите луѓе да направат филм за оваа земја. Сите добри поенти ќе треба да ги ставиме во една добра книга, брошура, но пред тоа мора да развиеме нешто. Нема да се рекламираме во оваа фаза. Прво мора да го развиваме проектот, потоа тие материјали ќе ги пратиме на секаде низ светот, до сите луѓе од туристичкиот бизнис. Мора да им пратиме и да им кажеме дека ова е само почеток. Потоа имаме план да привлечеме снимање на филмови овде. Го бираме местото за тоа и ќе направиме студија. Многу сум сигурен дека ова ќе ги привлече Боливуд и Холивуд. Верувајте ми дека било кој град или земја, ако имаат континуирано снимање на големи филмови, се појавуваат во светската мапа со гламур. Лани на вашата компанија беше наложено, бидејќи ова е интересно, за да го бидејќи опозицијата нели сега сака да каже дека овој човек е лажго, дека е крадец, дека нема ништо добро да видиме од него, што е малку нонсенс за човек со десетици милиарди долари, но сеедно. Бидејќи нели милиардерите од опозицијата се све академици со Нобелови награди, нели доблесни луѓе и така натаму. Само такви
примаат таму. Лани на вашата компанија беше наложено од Врховниот индиски суд да врати на 3 милиарди долари на 22 милиони мали инвеститори заради според судот нелегално финансирање. Како стои случајот сега и дали ги вративте парите? Како може некој да нарече дека е нелегално? Не сме направиле ништо нелегално во 34 години. Го споривме тоа на суд. Истото тоа го сторивме и во странската земја. Легалниот систем докажа дека не направив ништо нелегално. Поентата е дека има некакви одмазди, љубомора, има луѓе кои се кусогледи, садистички тип на луѓе кои седат во власта. Тие ги создаваат сите проблеми. Има луѓе кои уживаат во садистичко задоволство само за да создадат проблем за било кој, праведен или не. Ние сме мала жртва на ова и целата земја го разбира тоа. А во врска со исплатата за која зборувате, веќе ги исплативме. Македонското јавно здравство се надградува. 500 лекари годинава на доедукација во Германија, Турција и Соединетите Американски држави. Хамбургери и печивата се дел од нивното детство. Аеродромци зависни од брзата храна. Па, ништо саглам за јадење друго нема во аеродром освен сендвичарине. Полицијата уапси 28 годишен педофил, манијак, демнел деца во центарот на Скопје. Како не сум го начекал. Се извинувам за оваа изјава, сега ќе бидам осуден од невладините организации, од сите останати NGO за нарушување на правата и слободите на педофилите. Наскоро започнува изградба на објектот за паркирање кај НИП Нова Македонија. Центарци ќе се подноват со уште една катна гаража. Excellent. Советот на Центар денеска ќе гласа за предложениот изглед. МЕПСО чека зелено светло за новата фасада. На денешната седница на Советот, Општина Центар треба да донесе одлука дали ќе одобри новата фасада на МЕПСО. Според проектот кој енергетската компанија го има доставено на Општината, новиот изглед ќе биде со столбови во антички стил. Баби и дедовци, санките под газ и правец на водно. За пензионерите гратис, за децата стотче за жичарница. Децата кои би биле на возраст од под 14 години не успеале да се качат на жичарницата на водно, веќе имале само по 50 денари во себе, колку што чинала картата, но таа не им било издадена, бидејќи продавачката на билети проценила дека тие биле повозрастни и барале да платат 100 денари. Вау! Каква проценка? ДНК им прават? Бриз им земаат. Градежниците бараат измени во проектот Купи куќа, чупи ќуќа, чупи ќан. Потка која многу збориш и кој ќе ти почнат да ти бегаат по некои букви и после ќе биде многу миќеками. Преку Стопанската комора на Македонија градежните фирми иницираат зголемување на максималната цена на квадрат од 900 на 1100 до 1200 евра за центар во Скопје, Новолисича, Јане Сандацки, Карпош, бидејќи таму поробувачката на станови е најбаран, додека во Ѓорче Петров, Хром, Хиподром, Припор и Јурија можат да се најдат станови за 750 евра за квадратен метар, но интересот е мал. Инаку, становите во Бугарија, горна камера. Становите во Бугарија поевтинуваат. После ќе се чудиме, земаат бугарски пасоши. Становите во Бугарија поевтинуваат 447 евра за квадрат. Просечна цена на стан во Бугарија, не сметајќи ги цените на новоградбите како и луксузните објекти, падна за 1,4% 2012, на годишно ниво и се стабилизира на 447 евра по квадратен метар. Сичко хубаво. Сичко хубаво. Институциите ги газат, а сакаат да ги освојат. Малку да расшириме камерата. Дневник насловна страна. Во битката за власт заборавена државноста. За СДСМ, парламентот како институција повеќе не постои. За низиниот лидер Црвенковски председателот е лицето Иванов, а воедно се повикува и на целосна граѓанска непослушност кон сите институции. Дали може да зборуваме за државнотворност и за одговорни политичари ако се инсистира на негирање на целиот државен апарат? Исто така, нели го вика и починатиот председател Трајковски, лицето Борис Трајковски. Добро, никогаш немале почит спрема
институциите на државата. Камерон поттикна дебата за новата европска архитектура. Реално, не можеме да влеземе во Унијата пред 2017 година, а тогаш истекува Лисабонскиот договор. Новиот договор или устав без друго ќе ги укине ригидните критериуми за влез во Унијата, смета професорот Мирчев, кој анализира дека престојните реформи во Европската Унија и одговараат на Македонија. Реформирана Европска Унија ќе го забрзува проширувањето. Нова партија ако опозицијата не функционира. Новиот политички субјект за кој се погласно се зборува, а на чие чело неверојатно би застанал понешниот лидер на социјалдемократите Владо Бучковски, експертите го оценуваат позитивно. Иницијативата за ваков проект ја поздравија и неколку поранешни високи членови на СДСМ. Штрајкот на машиновозачите извози 1200 патници. Внимателен оптимизам за новата рунда преговори. Државни пари летаат во партиски каси преку трајни налози. Лавров, Македонија е главен фактор за стабилен Балкан. Преполни предшколските установи во Битола. Деца чекаат за ред во градинка. Во двете јавни установи во Битола има 1350 деца. А мамбе, што е ова? Калкута, Бомбај. Што е повеќе од капацитетот со кој располагаат па воспитните групи предвидени за 15 деца има и по 25, а родителите на 100 деца чекаат да бидат отворени нови градинки. Прво, искрено да ви кажам, ме радува што има толку деца. Втора работа, ако сакаме да потикнуваме наталитет, па треба да имаме инфраструктура, зошто да нема градинки. Трета работа, ама зар не може некој приватно да отвори нешто малце да се олесни целава работа. Четврта работа, изградете бе една градинка, тоа не би требало да биде 10 годишен план. Би требало брзо да може да се направи такво нешто. По пожарот, уште потрагична вест. За Копанки, веќе кога сме ке Битола. Никој не сакал да го осигури Копанки. Осигурителните компании одбивале да го осигурат домот, бидејќи до него нема асфалтен пат, велат концесионерите, кој неодамна го реновира. Ем вложено, ем реновирано, отидено јабана и сега нема ни осигурување. Анкетарите затропаа кај Велјановски. Насловна страна Утрински вестник. Агенцијата за испитување на јавното мислење која спроведе анкетата за парламентот обвинува за манипулација со резултатите. Колку што прочитав, обвинува затоа што било договорено тие резултати да не бидат објавени, а сепак биле објавени. Продолжува азиланскиот екзодус во шутка. Интервју со Ана Павловска-Данева. Кризата ќе се надмине со избори, а не со комисии. Економија, индустријското производство падна за 8%. Јолевски Василакис денеска кај Нимиц. Шекеринска бара отчет за името. Јавноста во Македонија нема никаква информација за какви предлози станува збор, ниту каков е ставот на владата. Како несериозност ги оцени вчера Радмила Шекеринска тоа што дента кога во Њујорк се одржува средба на преговарачите, јавноста во Македонија нема никаква информација за какви предлози станува збор, ниту каков е ставот на владата. Репортажата од шутка до Европа. Интервју со Данева. Формирањето на експертска комисија може да биде прифатливо само како составен дел на политичкиот договор кој ќе резултира со фер и слободни воредни парламентарни избори, вели Ана Павловска-Данева, подпредседателка на СДСМ, која само ги повторува зборовите, значи ништо ново, едноставно ги повторува истото она што го кажува Бранко Црвенковски.
Русија сака посилни врски со Македонија. СДСМ не се враќа во парламентот и така натаму, и така натаму. Тоа се дел од содржините кои ги донесуваат вестниците. Не остане уште Нова Македонија. Нова Македонија знае секогаш да даде и нешто поинакво од генерално вестниците што објавуваат. Песимизмот од Соединетите држави, еврозоната нема решение и во 2000 нема да закрепне ни во 2013 година. Балканот и Македонија ги чека уште една кризна година. Должничката криза која до темел ја размрда Европа би можела многу лесно да се разгори доколку лидерите не го забржат решавањето на проблемите. Македонскиот буџет не се полни со производство на оружје. Според некои проценки, поединечна годишна заработувачка од оваа индустрија, неколку балкански земји се движи од неколку десетини милиони евра. Босна и Херцеговина заработува 25 милиони евра годишно од продажба на оружје. Шабанаџовиќу, шта то продаеш? Матере ти. То 80 милиарди евра колку што годишно заработува Турција. Вау. Единствено Македонија слабо печали на ова поле. Скопје ги кани Тирана и Софија на заеднички владени седници. Видите добар потек, ова ми се допаѓа. По договорот со Србија, Скопје ги кани Тирана и Софија за заеднички владени седници. Чекај да прочитам малку само сосема на кратко. Ова е нешто посебно. Некој ќе реагира позитивно, некој негативно, но мислам дека е генерално добра работа. Пример за историски закарани страни што денес соработуваат со заедничките седници на германската влада со израелската и француската. Грција и Турција во 2010 одржаа заедничка седница во Атина. Како влада сме заинтересирани за одржување вакви форуми со сите наши соседи, зашто се направени првични чекори покрај со Србија и со Албанија, а има првичен интерес и од Бугарија. И сите вакви процеси го имаат нашето целосно внимание. Браво! Ова е модерно, ова вака треба да иде. Да видиме мојот омилен политички лик Саво Климовски, кој вели кривична пријава против председателот, не го вели ова само Климовски, насловот на веста на страница 3. Кривична пријава против председателот на собранието како алиби. СДСМ не сака истрага, а бара Велјановски да виси. Саво Климовски вели: има доволно простор во рамките на собранието да се реши овој проблем со автономна одлука на самите пратеници. Човекот кој некогаш беше и председател на парламентот и добро ќе познава како функционира и како одат тие процедури може да одат. Кривична пријава против председател на собранието Трајко Велјановски ја прави уште понелогична одлуката на опозицијата да одбие да учествува во анкетната комисија што би утврдила што точно се случувало на 24 декември и претходно и кој се 24 декември претходно и кој се е одговорен за тоа, сметаат упатените. Океј. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа продолжуваме со вашите јавувања. Режијата секој миг ќе ги покаже телефоните кои ќе ви бидат на располагање и пред тоа, додека тоа се случи, можеме да одиме со мојот компјутер. Со мојот компјутер, бидете љубезни. Овие фотографии, ако се сеќавате, пред некој ден ви читав за репортажата, една убава репортажа во Утрински вестник од Водици во Битуше. Битуше е село во Западна Македонија, во Реканскиот крај и навистина едно живописно место со навистина многу интересни традиции. Ова е, например, единствен пример за така наречени женски водици, каде што
Не можам многу точно да ви опишам тоа, ќе можете да го прочитате во утрински вестник за што се работи, но мислам дека еве жените во своите традиционални облеки носи се главните во на овој настан. Па еве неколку фотографии со навистина, еве само ова фотографија доволно говори за живописноста на ова фантастична на овие фантастични носи, ако ги гледате овие ракави, ја имав едни вакви ракави, ми остана уште од баба ми, ама во меѓувреме, нели, се случува се и се, што беа кај мајка ми, молци и што ти ја знам, се уништија. Штета, навистина, прекрасно, и кој ќе ја погледнете оваа носија, едноставно ви станува јасно за богатството, традицијата и длабочината, дека нешто вакво не се развива за 100, 200, 300 години. Очигледно дека се работи за длабоки корени на врвни мајстори, бидејќи секоја точка овдека направена има некаква символика. Уште неколку фотографии од овие традиционално, погледнете оваа живописна, навистина прекрасна фотографија. Ќе ги објавам овие кај мене, ги има повеќе фотографии и така натаму. Океј, а ние имаме гледач на линија? Секако. Добро вечер, повелете во програма. Добро вечер. Повелете. Па ја би прозборувал за денешниот економски земјотрес што се случи во Јапонија. Не знам колку си запознат, али Јапонија го девалвира јенот 12% во однос на доларот, а во однос на еврото 18%. Добро. Значи, што е заклучокот? Јапонците, значи, овако, главно американците, значи, ќе успеат да ги тепаат Јапонија и Кина. И фактички третата светска војна ќе се води меѓу нив, фактички. Па Јапонија е под контрола на Америка, како би војувале? Па затоа зборам, значи Америка фактички Јапонија сега ја прави као Германија со Советски сојуз на времето. Не можам да ви ја укапирам логиката, но еве, ајде доискажете се. Ќе настане економска војна измеѓу Јапонија и Кина, со овој гесна Јапонија што го направи. Тоа значи трговијата измеѓу Јапонија и Кина е, например, обртот е 200 милиарди долари. Сега, со оваа девалвација Јапонија што ја прави, Кина ќе испадне во огромна загуба. Не знам. Сега, они се караат за едни островчиња тамо, не знам колку си запознат, Сенкаку Цијају ги вика. Така што имаат цел, например, ова може да послужи као повод да се степаат измеѓу себе, Јапонија и Добро. Кина. Добар повод за утре да се слушнам со економисти и аналитичари, што ќе кажат за ова. Ја ова. мислам дека ова ќе биде една од клучните работи од 2013 година. Океј, сега те разбрав, ти благодарам за јавувањето, поздрав. А ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јако. Повелете во програма сте. Ја би се задржал за тие нашите кодоши, а мислам што сакаа име да ни менат. А овие македонциве што се од Источна Македонија, ние не прават бугари. А па кои се од внатрешот со они што дали не се бугари или што се бугари? Чекајте, немојте, ве молам. Ја за да ја задржиме коректноста, полека, имам роднини од Источна Македонија, македонци. Не можете, се извинувам, стиши го малце. Не можам да ве дозволам вака да продолжите да разговарате, да сите македонци од Источна Македонија ги нарекувате бугари. Дали ќе се извините и ќе се коригирате во искажувањето? Можеме да разбрам. Нас не прават од Источна Македонија бугари. Еве, јас се јавих на Портник. И се јави од Велес. Погрешно ве разбрав, добро? Ме направи бугари, дека сум бугарин. Како ние ќе се бориме со сакви македонци? А сакаш да кажеш дека македонците од Источна Македонија ги прават бугари? Да, тоа. Така, други пат. Не се разбравме, добро, јас се извинувам. Добро. Се јави, на Портник се јави и ме направи бугарин. Зошто ме направи бугарин? Кој што си го бранам името македонско, патриотско. Тоа ни останало од предедовци Јако. Да си го браним името. А кој ви го кажа тоа дека сте бугарин? Од Велес некој.
Аха. Некој се одведе. Само се јува кај вас. И онај пат не направи исто што Македонија говори. И малку му каже некој работи така да треба. Ајде, немаме многу време да бидеме само кратки. Да? Тоа не смее да и се деси на Македонија. Едни на другите да се правиме бугари јако. А јас сум македонец, ако сум од источна Македонија, од македонска каменица. Македонец, у мојата лична карта пишува македонец. Дали имале децата бугарски пасоши, тоа и во Велес повеќе може да имат бугарски пасоши. Ние имаме стотина од македонска каменица кои имат бугарски пасоши. А тие може да имат од Велес повеќе бугарски пасоши. Децата го традат јако. Ја ви благодарам за јавувањето, ќе морам да ве прекинам, бидејќи при крај емисијата немаме уште многу јавувања, уште само со себе неколку, но да ги чуеме гледачите што ги тангира денеска. Утре исто ќе имаме гости, наредните 2 дена до крајот, четврток и петок имаме отворени телефони потполно за гледачите. Искористувајте затоа што нели се ближат избори, се повеќе има најави за гостување, затоа искористувајте го форумов што е можно поефикасно и ве молам да бидете кратки и концизни во интерес на времето, што е можно повеќе да ги вклучиме во програма. Повелете. Добро вечер, повелете, во програма сте. Ало, добро вечер. Добро вечер, господине, повелете. Да, Јанко, прв пат се јавувам во вашата емисија. Дали ме слушате? Да, ве слушам, ве молам, повелете. Ја молчам и ве слушам да кажете. Прв пат се јавувам во вашата емисија, мада ве пратам, ве гледам често пати. Дај баталете и бугари, ќупци, не знам кои се таму, да разговараме за државата, за Македонија. Јас имам еден, не јас лично, меѓутоа има проблем, се јавувам од Преспа. Има една фирма која што се вика Принц. Таа е транспортно предпријатие која што превезува патници во цела Преспа. Маж и жена се со мажот е газда на Принц. Јас се извинувам. Да ве молам. Ве молам. Не, морам да ви кажам. Не можете, не можам да дозволам вака, значи мора кратко. Што е работата? Не можете да ми, не можам, значи не можам да дозволам се раскажување бабата, дедото, стрината и теткото. Конкретно што е поентата? Имат земено тендер да ги одржуваат линиите за транспорт, за превоз на патници. Добро, и што е проблемот? Проблем има секој викенд. Сабота, недела нема. Еден патник имало, па не се исплатило, па 2 патници имало, па не се исплатило да ги возат. Да ги одржуваат тие линии. За кои линии, за каде се работи? Од Ресен до Брајчино и Долно Дупени. Така, а вие имате потреба да патувате таму за време на викенди, а немате превоз, така? Ама има луѓе што патуваат, што треба да одат на работа и треба да се вратат од работа, не му се исплаќало за еден патник или за 20. И чекај сега, ако биле само еден патник или 20, вие велите дека има луѓе, а они велат нема луѓе. Сега има луѓе со потреба или кои имаат потреба или нема? Ама на автобуска чекат во Ресен 20 патници, вика за 20 патници не се исплаќа да го пуштиме комбето. Значи нема луѓе, значи многу мал интерес има за тоа, така? Ама 20 линиите тие треба да ги одржуваат. Има тендер земено за да ги одржуваат линиите. Така. Ете, тоа сакам само да кажам, да слушни некој од Министерството за транспорт и врски и да преземи мерки. Ви благодарам за јавувањето. Не знам како се одржува, не знам какви се правилата, дали е економската исплатливост или е обврзувачки да се одржуваат тие линии, но еве добро е прашањето до Министерството за транспорт и врски. Одлично се разбравме, благодарам за јавувањето. А ние продолжуваме одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Добро вечер. Се од диаспората. Океј, мило ми е, повелете. Ме интересира ако може да прашаме нешто, еден гледач сави пред некој ден и не да праша нешто. Дали сакаш што Бранко му го земе со јајци? Добро, диаспоро, мило ми е.
нема проблем. Штета, режијата не дозволи сече, иначе ја ќе те пуштев, затоа што ми е мило мене ми е мило кога ќе си го покажете лицето и нивото на култура. Така да ја би ве пуштил и цела вечер да говорите. Бидејќи треба да се видиме кој колку е пристоен, културен и така натаму. Кој е за на отпата, кој е за да живее во пристојно место за живење. Во секој случај, ја искрено ти благодарам. Одиме со следниот гледач. Јас се извинувам, режија ќе мора да му кажете на гледачот да го исклучи телевизорот, а за тоа време одиме со следниот гледач. Значи, тонот на телевизорот би требало да ви биде исклучен, за да немаме проблем. Ве молам другата линија, режија. Бидејќи го слушам ехото мое. Режија, може другата линија? Да? Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Јанко, првпат сум на вашата програма. Мило ми ја повелете. Погрешно да не се развериме. Едно прашање до гледачите и до вас, ако сакате. Морате, не морате да одговорите. Кажете, повелете. Дали тој господин Црвенковски, дали една тула изградил оваа држава, а 2 милиона луѓе да не малтретира? Зошто ве малтретира, сметате дека ве малтретира? Држава личи со еден стадион што се изгради на 20.000 луѓе, 34.000. Плоштад од државата, сала, кометол што не ја изгради, која рече немам ја финансии, ја оставам така. Господинот Груевски ја изгради. И тој човек уште 2 милиона луѓе да не малтретира. Па до кога? Он вика нема демократија. А ние позицијата се плашиме од тој што 2 милиона луѓе не малтретира. За така што се однесува до ден денеска. Тој сигурно е сниман или уценет од страна што работел за грците. Едно за секојаш да ни е јасно и да се разбериме. Фала. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете, господине. Добро вечер. Добро вечер, уште еднаш, повелете, во програма сте. Кошулцето изгледа бран. Плаво, уште ружеви фали. Добро, благодарам. Благодарам на креативноста и благодарам на културата. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Очигледно дека оваа држава има многу малце проблеми и луѓето од опозицијата имаат малку проблеми. Очигледно доказ дека оваа власт добро работи, кога главна работа е да се спомнуваат половите органи на лидерот на опозицијата и мојата кошула. Мене ми е драго и сами докажувате дека оваа власт навистина добро работи. За жал морам да го изговорам ова, но сами го баравте. Океј. Нема проблем. Форумите за сериозните работи или за помош да им се помогне на оние граѓани се небитни. Очигледно дека дел од опозицијата се уште нема никаква емпатија спрема овој народ, спрема проблемите на овој народ и дека сака да им се помогне. Лично, себично, само сопствениот интерес. Да, но за среќа повеќето од граѓаните поинаку мислат и поинаку работат. Зато имаме тоа што го имаме и го немаме тоа што не треба да го имаме. Дали имаме друг гледач на линија? Ало, добро вечер. Добро вечер. Сакав да искоментирам во врска со силова ситуација која се случува во живо во вашава емисија, затоа што сите нешто напаѓаат некој си Бранко, овој, оној и едно друго, а немаат никакво мислење сопствено. Значи, ќе ве замолам, оперирајте ги тие, бидејќи вие знаете како совршено да ги оперирате истите и да ги прекинете во емисијата кога зборуваат без основа никаква и значи зборуваат класични глупости кои што се со не мала доза. Тоа се безобразни нешта и работи
кои што навистина не доликуваат на едно јавување како што доликува во вашата емисија, бидејќи тоа е сепак јавен медиум и јавно мислење. Меѓутоа, сепак тоа има доза, крајна граница. Не може тоа секој да се што ќе му текне и тие вашите што ги опоменувате во вашата режија, тоа треба да доликува. Сепак во ова време гледаат и луѓе кои што имаат и 18 години, кои што сепак не доживеале согласно возраста некакви зрелости и квалификации. А да учат од ваква емисија, значи каде што е јавно мислење, сепак и вие кажувате... Добро. Значи, за концептот, како да ви кажам, значи, мој обид е секој што пристојно говори да го оставам, секој што говори вулгарно да го прекинам. И тоа е и по закон, така да... Но форумот дали ќе биде конструктивно, предпоставувам дека гледањето во огледал, тоа е нашиот лик, за жал, дел од нашите граѓани се некултурни и така натаму. И ја би сакал форумот да биде користен конструктивно. Да се кажуваат мислења, ставови, политички, социјални теми, милион проблеми имаме во животот. На политички ставови. Немам проблем и треба. И ќе се заострува сега, доаѓаат избори и ќе биде уште по-хардкор. И борба на идеи, ја немам никаков проблем. Ја немам никаков проблем дали некој ќе излезе овдека во програма и ќе каже Бранко чини заради тоа, Груевски не чини заради тоа. Груевски чини заради тоа, Бранко не чини заради ова. Тоа не би требало никому да му представува проблем. Како може некоја фигура која што повеќе од 12 години е отсутна од естрада да биде толку влијателна? И тоа ме интересира. Отсутна од естрада? Да, од политичка естрада, отсутна 7 години од власт и 5 години председател. Како може цело време да биде тој тема на муабет? Ајде, објаснете и тие што коментираат за тој дека објаснат зашто е тоа така. Фраер, кармата му е таква. Ама не е битно која карма негова? Ја потполно ве разбирам. Потполно ве разбирам и во право сте. Во општеството создаваме личности и вредности за нив на никаква основа. Какви ти идеали? Какви глупости? Ви благодарам, не сакам повеќе да трошам од минути. Благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Ало? Добро вечер, повелете во програма сте. Јанко Шопреш. Што да правам? Ништо што да правиш, си севдам од стариот дел на градот наши, од Варош, од Охрид си севдам. Убо? Да ти кажам вака на работа. Добро. Значи, ова што го направи ВМРО, може ти не е битно тоа. Ова нешто ренесанса се доживljават, не само за Варош, не само за Охрид, туку и за цела Македонија и за цел православен свет. Значи, моментално се дешава во Варош, Горна порта, не знам да се биден ти таму, горе в стариот дел. Не, само момент. Има поминато тука, де така, де ерка, де, не е битно. Само момент. Може ли додека говорите да пуштаме ќе иде слика од Попова шапка? Наши луѓе со авиони ја снимале Попова шапка. Мовете за стардо време за плавашница за Попова шапка се. Во право си, добро. Ај ти говори, ние те слушаме, може? Вака се. Значи, позади се ги нервираше сега плавашник се прави невидена работа се прави. Што се прави на плавашник? Православен Иерусалим се прави. Јас сум биден и во Иерусалим, зашто и знам што е бидено и таму свет. Тоа е убаво или не убаво? Најубаво, што му да се деси. Се пред позади стариот дел се пред пат. Значи се прави голема работа за христијанство и да се... Може ли да го викнеме Паско Кузман да ни каже за тоа? Паско Кузман не е другар тука, тој живе со... Може ли да го викнам Паско Кузман да ми кажува за тоа? Нема Паско сам. Може да го викни сама, јас ти само пообичен гледател, само Паско Кузман, така? Не, мислев да го викнам Паско да раскаже поубаво малку. Добро се јас, да, сигурно. Меѓутоа да кажем на работа. Знаеш дека на работа во стариот дел Мачу не врвеше овдека ни стариот дел. Мачу ли не врвеше? Сега пола Варош,
апартмани издават по 50 евра, кој по 50, кој по 20 денот ги давај. И што сакат мора, јас не можам да ги разберам некој работи. Морат некој работи да разберат. И ако не сакаат гледачи да те слушат, не мора пак и овој преходниот да те слушат, така? Ако толку го нервираш. Што толку нервоза? Јас ова позитивни работи се прават нешто за држава. Не знам како можат луѓе да разберат. Ке му дајме сега и на Тревитина Папова, ке му дајме нека дојде апартман ке му направиме. И овој как се вика овој Крков, Вартоломеј и таму кажа. Значи Варошани задоволни. Па презадоволни сме, па јоде животот на напредниот. Поздрав и наскоро се гледаме. А ние одиме со следниот гледач. Само да ви кажам дека овие снимки кои во моментов одат, го постирал ова Владимир Вукшановиќ, кој вели на чапка со Пепи Иван, го баравме смоте со ратракот негов да видиме дали работи на Цирипашина. Еве, уште еднаш убаво со авион ретко имаме вакви прилики да се гледа, да се види Македонија. Навистина, убаво. Нека оди ова во позадина, додека разговараме со гледачите, чисто како илустрација. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Сакам да зборувам. Гледам само Бранко. Доста веќе беше Бранко и помина. Треба да гледаме во иднина, нешто да се направи подобро. Нема паралела иста према сите градови. Само во еден град се гради, моментално. Само Скопје. Па има Прилеп, па има Велес, па има Штип, па има Кумано, па има Струмица. Па и тие луѓе себе. Тие сакат автобуси, сакат превоз, сакат убави патишта, споменици сакат и тие луѓе себе. Плаќат поштено данок. Го поштувам Скопје како главен град, ама треба и други градови да се градат. Така. Друга работа што е. Порано казните на автомобили беа за приколичка или за скутер 20 евра. Сега се 300 евра. 300 евра те стопира за скутер, а за приколичка 200 евра и тоа во евра пишуваат полиција. На лице место. Так. Дали ме разбирате? Казните се многу високи, така. Так. Порано беа 15 до 20 евра. И друго сакам да кажам. Да. За царини, нели? Сега тоа е убаво. Пушти круевски автомобили. Царините се пониски. Добро? Царина на автомобил. Океј. Тоа е во ред. Ама што е сега поемта? Некој економист може да добро претумучи работата. 1%. Само, например, поло или голф. Го цена 3-4 евра. Ама тука додават ДДВ на ново авто. Тука ќе биде преку 22.000 денари плюс 5.000 денари пута такса на лежерина, мора на терминала се носи авто. Ги знам тие. И можем 700-800 евра. Тоа е исто како порано што беше. И ништо не е намалено. Фактички тие идат на економски и на умен план. Треба да ги се објасни на луѓето што е поента. Јасно. А не, ова значи дека е превара, плячка, буџетот да се зголеми. Дали ме разбирате? Добро. Малку треба да се објасни. И затоа... Добро. Така. Ви благодарам за јавувањето. Ја имав неколку емисии, дури и неколку недели беа посветени токму на увозот на автомобили. Имаше еден гледач кој активно зема, дури како гледач зема учество во креирањето на сето тоа. Влегува многу автомобили во Македонија, тоа е дефинитивно. Ги затвораме телефоните бидејќи заврши емисијата. Да ви прикажам уште за крај уште една работа. Ми рече дека овој е последниот. Не, има уште еден. Океј, ке идеме после 12, бидејќи ја имам неколку содржини. Жалам. Се извинувам, ке идеме тогаш со последниот гледач. Добро вечер. Ало, Јанко, добро вечер. Повелете во програма сте. Бидам краток, пошто времето... Немој. Да ги дриблам, сакам овие одрежија. Молим те едно пол саат, ако можеш да се расприкажеш онака. Не, Јанко, не. Се шегувам, Вака, ајде за Бранко. Бранко не би го спомнале и би го баталиле на буништето на историјата, нека си оди. Меѓутоа, што се случува? Ќе собере 30-50 луѓе, ќе го блокира мостот Гоце Делчев, истото денеска беше, ќе ја блокира Партизанска и всушност крвотокот на сообраќајот во Скопје не функционира. Ќе настанаа гужви денеска, тоа автобуси се преусмеруваат, не знам коли, не знам што. Значи 40 минути хаос.
Ја и минатиот пат се јавив. Ајде, Бранко, повели на Битпазар. Повели те канам, бране. 10 минути блокирај го мостот на Битпазар или Џон Кенеди блокирај вели. Тука негде, кај сака. Еднаш, барем еднаш, 10 минути, не повеќе. Ако има лешници, ајде почне. Лешници, ако има. Забадем и не прашуваме или ораси. И што викаат американците, ме насмеја на крај лешници, со лешници. Информација од спортот. Балотели подпиша за Милан. 20 милиони чини цената за Милан. Милан си ја зема белјата на глава, ќе биде циркус. Прва тепачка што ќе биде, гарантирам ќе биде со Тоти, која ќе играат. Му должи. И сосема за крај, порно во вестите на Алфа телевизија. Додека водителот говори и си кажува најнормални работи, погледнете што се случува овде. Почитувани, драги мои пријатели, лека ноќ и пријатно. Се гледаме утре вечер.